Независниот синдикат на полицијата излезе на протест за повисоки плати. Со транспаренти и свирчења побараа основната плата за пресметка да биде најмалку колку минималецот и да се воедначи судската пракса. Во моментов имаме илјадници предмети кои полициските службеници ги водат против Министерството за внатрешни работи, во кои што бараат да се досуди разлика до минималната плата. Во различните градови во државата судовите кажуваат дека на едни полициски службеници треба да се исплати повеќе плата, а во Скопје велат дека ни е доволно оваа плата што ја зимаме, така ќе му дојде, затоа што веќе со овие пресуди колегите имаат наплатено и е докажано дека нивната плата е испод минималната, а за жал скопските судови вели дека тоа не следува. Тука доаѓа до еден огромен револт, до една огромна невоедначеност на платите. Скопска апелација за Сител вели дека нема донесено различни одлуки по предметите поврзани со тужбите за исплата на разлика во плата на вработените во МВР. Од страна на овој суд, во жалбена постапка, првостепените пресуди по овие предмети се укинати заради дополнување на економските вештачења, со цел правилно и целосно утврдување на фактичката состојба. Според тоа, апелациониот суд Скопје досега нема донесено пресуда во која изразува различен став за правното прашање, поврзано со висината на основната плата, наспроти минималната плата, од другите апелациони судови во државата, велат од апелациониот суд Скопје. Протестот доби поддршка и од Сојузот на синдикати Петта сила, како и од колегите од Србија и Црна Гора. Жал ми е што тие 2% доверба што ги имаат се благодарение на неколку честни судии кои што ги имаме на територија на Македонија. Меѓутоа тоа не е доволно. Работниците не многу се задоволни од судската правда, бидејќи доколку водите една постапка по 2 или 4 години, тоа не е правда. Протестот од пред судовите продолжи кон судскиот совет. E questo è il fiore del partigiano. Дојдовме денеска тука да ве прашаме зошто постоите? Зошто ги зимате сите тие пари за унапредување на судството? И кој ќе ве штити вас, ако не нема нас? Од Министерството за внатрешни работи пак велат дека работат на унапредување на стандардот на полициските службеници и работните услови. Постојано сме во разговори со сите полициски синдикати и заедно се предлагаат и прифаќаат решенија за унапредување на статусот и условите на полициските службеници. Такви идеи и предлози веќе сме имплементирале во колективниот договор меѓу МВР и синдикатот и полициските службеници ги користат имплементираните придобивки и подобрувања. Мартин Арсов, Сител телевизија.